Мојот став за работата на Советот, не само на ова и на претходниот Совет, е негативен. Негативен став имам, без оглед колку некој да ме убедува дека се работи нешто. Советот е само една алатка на градоначалникот. Сега има некои тразавици, меѓутоа Советот не функционира онака како што треба. Јас немам приметено дека или не знам дали има во план или дали има во програма за работа на Советот реализирање на одлуките на Советот. Некоја точка за реализирање на одлуките на Советот, затоа што такви имаше, особено до 2009 година, кога контролната функција на Советот, нормативната и контролната функција се одвиваше. Во последно време во Советот доминира само градоначалникот и евентуално опозицијата, која што дали основано или не основано му контрира. Ево сега, последно беше, на последнава седмица, излезе секретарот на општината да дискутира одговорница на Советот. Јас, кога бев председател, секретарот, 80 минути, кое што беше дополнително образложение, да даде дополнително образложение за точката на дневен ред, не смееше да проговори. Излезе секретарот, како на партиска конференција, и ги искритикува сите советници, а не знаејќи дека секретарот му е одреден на Советот, како и целата општинска администрација. Не знам што се случува во Советот, тоа треба да ја прашате председателката на Советот, која што таа е води седницата, таа треба да воспоставува ред. Меѓутоа, со донесувањето и на онаков статут, каде што градоначалникот има можност да зборува колку сака и како сака, Советот е една многу обична алатка во раците на градоначалникот. И затоа не верувам дека ќе донесе некоја одлука која што ќе биде радикална промена во досегашното живење на Охрид. Затоа што му се изгласува она што сака градоначалник и секретарот. А со настапот на секретарот се гледа дека имаме партиска администрација, затоа што ако секретарот настапува во име на партијата, тогаш не можеме да очекуваме ние професионална администрација, освен партиска администрација. Дебата нема помеѓу советниците, односно помеѓу советничките групи. Има дебата помеѓу опозицијата, односно советничката група на СДСМ и коалиционите партнери, со градоначалникот и со секретарот. И единствено од ВМРО-ДПМН, ако излезе да дебатира Дејан Пановски, и го поздравувам неговото слободоумно мислење и истакнување на неговите ставови. Ево, јас да кажам, и јас не ги почитував ставовите кои што ќе ги донесеа во партијата, пример за полигонот за мали спортови, кога единствено јас гласав против да му се даде на Гран. И направи неголема грешка. Бе во право. Значи, единствено Дејан Пановски кој што со своите дискусии дава некоја тежина. Другото све кавга помеѓу СДС и градоначалникот. И градоначалникот си ги кара ко мали дечина, има право да зборува 5 сати ако сака за иста тема, може што сака да прави, а во ниту еден момент председателката да не може да го ограничи. А тоа го донесе со статут и со деловникот за работа. Деловникот за работа само во корист на градоначалникот. Тешко на овие советници. Кога не излегуваат советниците од ВМРО-ДПМН, излегува еден советник кој што според статутот е и заменик градоначалник именуван од самиот градоначалник. Сега дали требаше да излезе, јас мислам дека подобро да не излезеш и да не го кажеш тој податок, меѓутоа го кажа податокот дека 33.000 жители има во Охрид, а ето репликата на опозицијата која беше. Значи подобро да не излезеше. Во делот на журноста, во делот на водење на општинските политики, во делот на
на политиките со јавните предпријатија, во сите сфери кај што има надлежност. Дека има некој скок, квалитативен скок напред, не верувам, затоа што администрацијата е истата. Дополнета со одредени сега ВМРО-вски кадри. Истата е што беше и до 2013. Значи, ако тогаш знаеле да работат, знаат и сега да работат. Можат во дисциплината нешто да бидат подобри или полоши, меѓутоа никако во знаењата. Така да, мислам дека нема некои сфери каде што можам да ги потенцирам дека има некое драстично подобрување. Морам ова да го потенцирам дека не треба ова актуелна локална власт да се повикува само на тие долгови 50 милиони. Треба да се види, и тоа го потенцирам и го укажувам секаде, дека најпрво треба да се констатира кој е точниот износ на долгот на општина Охрид спрема сите доверители, да се види од кога и кој го има створено, па тогаш да се зборува со 50. Под претходниот, па нека го кажам. Тука ти е кратер, тука ти е грани, тука ти се илјадници доверители, зошто тоа не го кажа? Не бранам никого и не сакам да бранам, меѓутоа зошто и тоа не го кажа? Точно е дека е во долг, јас не ја бранам минатата администрација, можеше да направи многу повеќе, барем во долгоите. Меѓутоа, како алиби никој пат не треба да се земат само колку долг. Па на крајот од краиштата оваа администрација знаеше и градоначалникот знае дека е многу задолжена општината. Се што правиме? Добро, ВМРО да помоне континуирано е во кампања, до сега многу отвори кој сакаш портал, отвори го или отвори која сакаш телевизија, ќе ги видиш ВМРО да помоне кај што сечат ленти, тоа не е нешто ново. Тие се отворат работни места, отворат не знам зони индустријски и така натака, и тие се во континуирана кампања. Дали тоа ќе вродува плод или не, тоа е веќе друга работа. Моје мислење е дека се дури и нападни во тие настапи, меѓутоа тоа е нивниот начин за водење на кампања. Она што можам да кажам дека СДС веќе се раздвижува, почна се раздвижува, за разлика од досегашната летаргија која беше една недела беше присутен и председателот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Заев. Во петокот беше и господинот Шилегов најавен, мислам дека и дојде, јас немам информации што се разговарало и како се разговарало. Зависи од тоа како ќе се одвидат припремите, овој припремен период за изборите во април. Значи зависи од именувањето на министрите кои што се по договорот од Пржино, па после кој ќе биде премиер, кои ќе бидат можностите на тој премиер да може да влијае врз граѓаните, дали ова пропаганда која што води ВМРО да помоне по медиумите ќе се намали или не. Илјадници фактори има, меѓутоа долго зависи изборниот модел. Ако остане изборниот модел на 6 изборни единици, а најверојатно така ќе биде, не знам дали е договорен или не е договорен, тогаш повторно битката ќе се води помеѓу СДС и ВМРО да помоне и помеѓу албанските партии по оние изборни единици каде што тие се доминантни. Ако се биде во ред, ако имаме регуларни и коректни односи од страна на медиумите према политичките партии и према кампањата која ќе ја водат, јас мислам дека опозицијата има добра шанса да извојува победа. Со бројки е различно дали ќе биде една изборна единица или ќе бидат 6 изборни единици. Пропорционален модел. Меѓутоа, мислам дека овај пат, ако имаме коректни кампањи,
ако имаме коректни кампањи и многу зависи што ќе направи специјалната јавна обвинителка. Затоа што ако покрените обвинение, особено према овие лидериви на политичките партии, ако покрени, тоа веќе ќе се мени ситуацијата целосно. Тоа веќе не можеме и да предвидиме. Замислете апсење на некој си лидер на некоја политичка партија, ако дојде. Што не верувам дека ќе дојде. Меѓутоа тоа ќе има нереди. Членството од една или од друга, па може да настанат поголеми пореметувања. Затоа во овој период проценка не може да се даде, што ќе биде и како ќе биде. Зависи од многу аспекти. За Охрид мислам дека во овој момент, ако ја гледаме чаршијата, пошто кај нас анкетите, јас не ги признавам анкетите, повеќе може по чаршијата да се разговара, мислам дека ВМРО ДПМН, она за локалните избори, разликата што е добра. Нема никогаш да е добра. Во Охрид, може би во Охрид има предност у ДПМН. Меѓутоа, ако имаме во вид дека предноста се заснира особено на вработените во јавната администрација, во јавните предпријатија, во општината, а искуствено и пред 3 години, кога беа локалните избори, истите тие беа таму вработени, па се направи таа разлика. Нема да навлезам дали е тоа реална или нереална, разликата е таа што е. Мислам дека ќе бидат со во овој момент, вака што стојат работиве, мислам дека ќе бидат изедначено во битката. Јута само како советничка група, а не како политичка партија. Еден или два пресек кои што ќе ги направат во неделата не се доволни. Овде има елементи за секојдневни пресуди. Меѓутоа, тие се решиле и нивна политика си е. Како ќе настапуваат и колку пресуди има. Например, имаме сега за марината, која не е марина, за малото пристаниште. Толку помина така незначајно, а битно прашање за Охрид. Или за село Лагадин, јас немам слушнато село Лагадин, БСДС го премолчи се до тоа. Јас знам дека и постои туристичка населба Лагадин, јас знам дека постои населено место Лагадин, ние не се викавме арамиска населба Лагадин на времето, никој пат село Лагадин, а сега село Лагадин, ја се почудим и за тоа не реагира СДС. Зошто село треба да се образложи како стана Лагадин село. Има доста работи, меѓутоа вака само нафрлам, јас не сакам да елаборирам подлабоко. СДСМ се луѓе, СДСМ го прават луѓето. Со СДСМ сум одличен, ама со луѓето во СДСМ има една и така. Значи, зависи од кое раководство е и како однос градит према постарите членови. Јас сум еден од ветераните, од 90-та година сум во СДСМ. Меѓутоа, кое раководство ќе дојде зависи од каков однос има према постарите. Значи, во Македонија прислушкувањето е веќе традиција. Тоа е везено во секој раководство од социјалистичкиот, комунистичкиот систем, меѓутоа тоа не прекина и јас сум сигурен дека од 90-та се прислушкувале. Сега, колкав е обемот на тоа прислушкување и дали е закон? Што мислите вие дека во министерството не се прават тие намешталки? Не се прават во општини, во јавни предпријатија, чека да се прават. А порано се прави тоа? И порано, зборувам јас за целиот период, јас не зборувам за овој период сега. Меѓутоа сега излезе на виделина, па сега нека се мислат тие што дозволиле да му излезе на виделина. Инаку сите знаеме како се воде изборите, што се правело, како се правело, сите знаеме. Тоа мислите 20 години уназад. Сите години уназад.